Почитувани, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Законот се користи во зависност од тоа кој кого познава. Срѓан Керим, дипломат, професор и изгледа љубител на комотно паркирање, си го оставил своето Порше пред ресторан. Ништо страшно, ако таму не се појавил вреден, собраќан полицаец, кој, замислете, си ја вршел работата и го повикал пајакот. Но тука приказната добива филмски пресврт. Керим не бил сам, бил во друштво ни помалку ни повеќе, туку со сопругот на председателката Гордана Силјановска-Давкова. А со него нормално еден куп обезбедување од 6-та управа. Пред да го кренат Поршето, обезбедувањето се сетило да каже дека возилото е службено и да не се постапува. Само што се разбира, не било. Собраќајниот полицаец се замислил, колеги му сугерираат, но Забелја проверил и видел дека не е службено. Повикал пајак и си заработил дисциплинска постапка. Не затоа што не работел, туку затоа што не знаел што и кому работи. Изгледа кога им треба, сите автомобили им се службени. Па ако пројде, пројде. Еве како функционира Министерството за внатрешни работи кога не функционира. Вработените во институциите изгледа не се ги знаат надлежностите и обврските. Ова е уште една приказна за тоа кој се работи во Министерството за внатрешни работи. Според последните случувања, 6-та управа работи како елитно приватно обезбедување за другарите на сопругот на председателката Силјановска-Давкова, а за честните сообраќајци кои си ја знаат работата и постапуваат правилно, тогаш проблемот е негов. На честниот представник на Министерството за внатрешни работи. Од Министерството за внатрешни работи потврдуваат, поведена е дисциплинска постапка за сообраќајецот што работи по правилник. Во нашата иронична реалност, законот важи само додека не се допре некој што не треба да се допре. Дојде ли време како во Бугарија за време на Тодор Живков и вицот "Тази дупче не е дупче"? Кој им даде налог на луѓето од 6-та управа да го чуваат автомобилот на другарот на сопругот на председателката, кој е тој што одлучува кое ќе биде службено возило во моментот кога ќе дојде пајак. И најважната порака е, секој полицаец што работи по пропис завршува со дисциплинска, а останатите се недобирливи. Кога службите ќе престанат да служат на поединци и ќе почнат да служат на јавност. Дали ова држава е приватна компанија? И до кога ќе глумиме дека имаме општество еднакво за сите? Во Црвена линија вистината не може да се паркира на забрането. Па темата денеска е: има ли место во Министерството за внатрешни работи за праведни полицајци? А на Инстаграм анкетата на профилот на Црвена линија се одговара со едноставно да или не. А еве го прашањето. Дали е ова порака до полицајците да баталат работа? Значи, одговарате, повторувам, со да и не. Кликнете на вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме кон крајот на Црвена линија. Истата анкета, ве подсетуваме сега, која објавена и на профилот на Телма телевизија, каде што на Инстаграм стори исто така активно може да учествувате. А сега во продолжение да го погледнеме прилогот на Миомир Серафиновиќ. Кој наредува пајакот да го дигне Поршето на Срѓан Керим е по дисциплинска постапка во МВР, по инцидентот кога припадници на 6-та управа го лажеа дека приватниот джип е службено полициско возило. Ова за Телма го потврди од МВР, кој ни одговорија дека обезбедувачите биле во ресторанот како придружба на сопругот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, Благој Давков. Полициските службеници биле ангажирани за обезбедување на лице поврзано со председателката Гордана Силјановска-Давкова, конкретно нејзиниот брачен другар, кој во моментот бил присутен во угостителски објект. Активноста на полициските службеници е во рамки на редовните мерки и надлежности согласно уредбата за обезбедување на личности и објекти. Од МВР одговорија дека внатрешната контрола отворила постапка кога видеото беше објавено на социјалните мрежи на 4 април, а не на 22 март, кога се случило лажењето на бодигардите на првиот джентлмен Давков за време на националната жалост по трагедијата во Кочани.
Во првичното соопштение на МВР го немаше третиот полицаец кој е во придружба на пајак службата, а според МВР наредил да се крене поршето на Керим откако утврдил дека е приватно и дека колегите го лажеле. Полицаецот првично не нареди употреба на пајакот, а младите кои се околу него ја поздравија неговата крајна акција. Но МВР и внатрешната контрола сега тврда дека и тој сторил потешко кршење на работниот ред и дисциплина, без многу детали што конкретно направил и дали им го предал поршето после носењето во депото. За една недела се случија два инциденти со припадници на 6-та управа кои беа дел од обезбедувањето на Силјановска и Мицкоски, а лани и обезбедувањето на Гаши направи два инциденти. Во 6-та управа мора да се регрутираат обучени професионалци, а одговорност треба да сносат тие што поставуваат погрешни и криминогени луѓе да ги штитат невисоките државни функционери, порача пензионираниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Значи, некој треба да сноси одговорност и на повисоко ниво во Бирото за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи, од каде што овие лица се нели вработени, односно се одговорни пред директорот. По изјавата на министерот Тошковски дека е вознемирувачки криминалци да се кријат во полициска униформа, реагираше и синдикатот на полицијата, кој смета дека во јавноста и медиумите не се почитува презумцијата на невиност за уапсените полицајци. Во раководството на синдикатот на полиција е притворениот припадник на 6-та управа за кого обвинителството соопшти дека продавал полициски службени тајни, а истовремено бил во обезбедувањето на премиерот Мицкоски. А сега сакаме да ве слушнеме вас за да учествувате во Црвена линија во оваа дискусија и секако да дадете одговор на денешното прашање, а тоа е има ли место во Министерството за внатрешни работи за место за праведни полицајци. Доволно е да го завртите телефонскиот број 02307-005. И една исклучително важна напомена, како и секогаш од технички аспект, ве замолувам штом ве превземат во режија задолжително и целосно намалете го тонот на ТВ приемникот. Верувам дека можеме да почнеме со дискусија, па да видиме кои ќе бидат одговорите на граѓаните, тоест токму вашите. Добар ден. Добар ден, Тина, се слушаме? Да, се слушаме, одлично, повелете. Видите вака, со доаѓањето на полицајецот, со пајак службата, ќе констатира состојба на возило, дали има посебни некои налепници, дали е за со посебен приоритет, кој може да застане, паркирање е после 15 минути, застанување е до 15 минути. Едно, кога веќе цивилниот дел видел дека има пајак служба, излегол, а како бил контактот меѓу овластеното униформата и цивилните, тука не го кажуваме. Мислам, не сме го слушнале кој. Ако има VIP личник или придружник на VIP личност, како што е една председателката сопругата, има тука посебна некоја ингеренција што може да се случи. Што и треба. И не мора сега обичен граѓанин да знае дека тие се тамо, еве му го возилото. Едно. Ја по моје мислам дека полицајецот правилно постапил. И не треба да се земе на одговорност, во униформа. А контактот меѓу ние двајцата цивилот и униформата треба да се испита. Едно. Второ, до министерот Тошковски да ги научи полицајци да се носат капа на глава, кога застануваат возила и ред други работи. Да ставите скриена камера, ќе видите ниеден не носи капа на глава. Кои идат по пазари ова, капите им се закачени до палката. Не се знае дали е полицаец или шумар или било што. Не сакам да ги навредам никого. Јас тоа мене највише ми ретира капа на глава, не. Благодарам многу. Вие сте и првиот гледач кој што даде одговор на денешното прашање. Тоа има ли место во Министерството за внатрешни работи за праведни полицајци? Секако во продолжение сите ќе ве потсетам да внимавате и на тајмерот. Такви се правилата во Црвена линија. Време траењето на едно јавување е 90 секунди. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се вака, баш замерка имам за полицајецот, пошто на лице место више кога се паркира пајакот,
зашто да не се зима колата, што има да се мисли, дали полицајецот се исплаши, дали ја познавал колата, тоа не се знае. Али кога више се поставил пајакот, колата треба да се утовари, па после нека се регулира што треба. Значи, полицајциве не само тој случај. Низ градот не се води евиденција. Пуштат, ако си пријател, братучет, едно друго, колку да правиш прекршоци, има пропуск. Еве, например, и за мене ми се деси тоа. Идам ја, не е битно, по патот, на кај Битпазар, таму идам, сега, ја поминувам, семафорот црвено, поминувам у кривина, све со шлем, уредно све, а позади мене поминуваат двајца, без шлемови, без ништо, и ја на кривина сврти по 20-25 толку. А они по мене идеа по 40-50. И нив не ги запират, мене ме запират. И кога ме запира, и му дам све документи, и викам, извинете, викам, да ве прашам нешто. Зашто, викам, луѓето, викам, без кацига, нешто, викам, не ги запирате, а мене ме запираш. Абе, не си тој, вика, ти да водиш правдина, вика. Ајде терај, вика. И сила ти дават. А не си ја вршат работа, а не само он. Секој полицаец. Благодарам многу и за одговорите за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Повторно ќе посетам, само внимавајте, тајмерот е подесен на 90 секунди за едно вклучување, но и секако се додека траеме, можете повторно да го завртите нашиот број за дополнителни 90 секунди. Уште еднаш големо благодарам до гледачот и неговото вклучување во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Вака. Полицајците мора да има посебна дисциплина од самото руководство во МВР. Ама се сгреши полицајец да се отпушти одма. Полицајциве што откриле во торбата Мицкоски штоносите, тие одма да се отстранат. Односно Мицкоски им дозволил да му брцаат во ташната да откриваат тајни. Како може тоа да се дозволи така? Кој е тој полицаец што мешка во ташните на главните водачи на државава? Тие, значи, земаат таква сила, се упикуваат сегде. Таква сила земаат, казнуваат некој праведен, а некој што прави штета не го казнуваат. Тука треба строга дисциплина и одма пркање. Одма други местење. Кога ќе сватат тие дека има дисциплина, самите ќе сватат дека треба да идат по правиот пат. Иначе, полицајците се раскалашени, уопште не ги интересира што работат. Ги интересираат во текот на денот дали може да ушучери нешто, да го наполни негде торбичето и ги гледаат од кого може да зема паричка да не го казнат, да го пуштат. Тоа гледаат. Или торбичето да го наполнат. А има ли еве место според вас во Министерството за внатрешни за да работат праведни полицајци? Па видете, па тоа го зборувам. Само праведни и таму има. Благодарам за одговорите и тоа што го кажавте во Црвена линија. Секако оние кои што може би им е полесно или нема да успеете да се вклучите во живо, а ке сакате, секако тоа може да го сторите преку активно учество и на социјалните медиуми, поточно она што ви треба е Facebook и профилот на Црвена линија. А еве како изгледаме и таму. Има ли место во Министерството за внатрешни работи за праведни полицајци? Тоа е и денешната тема, централна на Црвена линија. Секако пишувајте коментари, редовно ги читаме меѓу вклучување на гледачи во живо. Продолжуваме со вас. Добар ден. Централна на Црвена линија. Секако пишувајте. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Гледачи во живо. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали ете успешно ќе се слушаме со соговорникот или соговорничката? Добар ден. Добар ден. Имаме ли некого на линија? Ало, дали има место за праведни полицајци? Во Министерството за внатрешни работи. Да. Јас мислам дека има место за праведни, меѓутоа моментално по полицијата има премногу корумпирани полицајци.
Секоја чест на поштените, меѓутоа има многу. За последниот случај со возилото во Дебар Мало. Значи, по мене, добро е што ги казнија сите, што ги дадоа на дисциплинска сите тројца полицајци. Двајцата што лажеле, а третиот, што има тој да проверува чива кола е? Не е прописно паркирана, кренија веднаш. Нема што да проверува. Од мене толку, пријатно. Благодарам, Куси, но сепак доволно јасни. Топло препорачуваме да останете со нас и да го догледате ова издание, бидејќи допрва ќе следуваат нови гледачи во Црвена линија, секогаш во функција како граѓани. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Вака, добар ден. Добар ден. Прв пат се јавувам у вашата емисија, ве следам почесто време. Драго ми е, верувам ми и последен пат. Прв пат фаќам, не можам да добиеме од овие што секој ден, што да кажам, секој ден едно исто, сите се знаат исто да кажат. Многу паметни луѓе имаме стварно во наша држава. Не се ги јарчите секундите на нив, одговорете на прашањето, ве молам. Сега, јас полицајцот потпуно го оправдувам, ќе ми прашате зашто. Затоа што тој полицајец работи под команда, работи под наредба. А зашто сега ако не го казнеше, зашто не го казнил? Ако го казни, па зашто го казнил? И он се наоѓа се у небрана ситуација. А што да прави човекот сега? Да почитува, да поштува закон? Ало? Ве слушаме, продолжете. Сега, ако работи по правило, ќе го фатат овие од внатрешна контрола, зашто си го казнал него? Зашто си му пишал казна? Ако го пушташе, па овие ќе го фатат, па народов ќе го казнеше зашто го пушти и човекот се најде у небрана ситуација. Има у МВР поштени луѓе, има млади деца што ги знаеме, што работат како што треба, меѓутоа тие луѓе не доаѓаат до израз. Зашто не доаѓаат до израз? Затоа што се плашат луѓето едноставно. Ако реагира, зашто да реагира? Ако не реагира, па зашто да не реагира? Е сега дисциплинска една, дисциплинска друга. Тоа е за жал. Многу ми е драго што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Верувам ќе бидете дел од секое наредно. Еве, слободно ќе кажеме добре дојдени се сите оние кои што можеби ќе бидат заинтригирани, имаат огромна желба, секако сме тука и како сакаме да ве слушнеме сите вас, не само во однос на оваа тема, туку и на секоја наредна тема за која што зборува Црвена линија. Благодарам уште еднаш до гледачот. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па прво, за мене не ме чуди ова одлука што ја донеле, бидејќи мене кој што ме учеа, особено собственикот на колата, кој што е, ми викале да качни се побаво со премиерот, него со собственикот што е на колата. Значи, толкава моќ има. И немојте да молам сега. Наместо на магарето, на самарот. Зашто? Зашто човекот постапил правилно, го каснил. И што е исправно. Ама немојте сега, човекот треба пешки да си оди. Тоа е проблемот. Егото. Ви благодарам. Благодарам, велиме и ние. Останете си како со Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Уште еднаш ве подсетувам, значи не заборавајте, можете активно учество да земете и преку пишување коментари. Значи, нашите теми редовно ги објавуваме не само на профилот на Црвена линија на Facebook, туку и секако на профилот на Телма телевизија на Facebook, а во продолжение ќе вклучиме гледача или можеби гледачка, потоа веќе ќе почнеме и со коментари. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Темата ви е многу интересна денеска, едва ве добивме. Само сакам да кажам дека не можеме сите полицајци да ги ставиме во еден искош. Да се разбереме, прстите на раката не се исти. Значи, секој пат има разни полицајци, и честни, и нечестни. Меѓутоа, искрено не ја гледам вината во полицајците овој пат. Сите тие работат за плата и работат по наредба во вакви ситуации. Значи, треба да се гледа, нели, рибата смрди од главата. Ние никако да ја најдеме правата риба, за да ја отстраниме оваа смрдливава. Секој од вас кој ќе отстраниме рибата, ни доаѓа нова и таа повеќе смрди.
и сите овие што се вака по ресторани со вака паркирани коли, не знам што се замислуваат, дали не се толку шетани, се прават угледни, меѓутоа дали ово да живеат во Германија ќе го направат или било каде во Европа. Само во Македонија ова. Јас сум сопруг на таа, јас сум син на таа. Значи, само во Македонија се случува сите овие во наводници големци угледни луѓе, значи по ова паркирање се гледа нивниот простотилук, извинете, вака морам да го кажам тоа, и сега да страда некој полицаец. А тој полицаец добил наредба да не го чепкаат. Значи, да се разбереме, не се криви полицајците. Криви се тие што оделе во кафана и господинот Тошковски како го. Благодарам за учеството и за одговорите. Драго ни е што успеавте да не добиете, како што и рековте, верувам ќе бидете дел од секое наредно издание на Црвена линија. А и како што напоменав, сега е време да почнеме и со коментарите на Facebook, кои што веќе ги имаме, и ќе почнеме со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска, која што што напиша. За жал нема место, се мисли на прашањето има ли место во Министерството за внатрешни работи за праведни полицајци. Не само за жал што нема вели место за праведни полицајци, туку и за високостручни инспектори кои со учење и знаење без врски и мито ги стекнале нивните дипломи. Ова ви го тврдам со мое лично искуство. Имено 2010 година мојата керка предвреме дипломира на факултетот за безбедност со просек 10 и се здоби со диплома дипломиран инспектор по криминалистика. Но за неа, како и за други квалитетни кадри во нашава држава, немаше место за вработување. По 10 години без работа беше принудена да замине од државава. Се прашувам, до кога во Министерството за внатрешни работи ќе се вработуваат курсисти и партиски послушници? Што ќе се прават слепи на прекршоците од недопирливите? Поздрав, Тина, поздрав до вас и секако госпоѓа Цветанка, и продолжете и да не следите и секако да пишувате коментари. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Видете, јас сум професионалец шофер. Ме слушате? Да, продолжете. Да. Значи, полицајците, мене лично ме имат казнето за со приколка. Без таблица. 200 евра. Ало? Да, продолжете, внимателно вас слушаме. Го замоли полицајец, не сакаше да слушне. И му викам, зошто имат, еве ги, без приколки возат без она никакви, ромите, носат све и све што му викам, ламари, ни едно, друго, ни врзано, ни нешто. Не ги фаќа закон. Како може? Во ова држава треба за сите еднакво. Еве, пред година и пол ме казнија. Еве, и денес се возат приколки без таблици. Јас ја се ставив таблици. Ве слушаме, имате... И ден денеска се вози без таблици. А воедно исто и полицајците да покрена постапка, која возат, да речем, 30% возат со телефоните на уво. А никој не е застанат, јас сум професионалец шофер и ги... Така, благодарам, еве, што споделивте ваше лично искуство со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не гледате, а централна тема во Црвена линија денес е прашањето има ли место во Министерството за внатрешни работи за праведни полицајци? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушаме. Поздрав до вас, Тина, и до телевизијата. Благодарам многу. Прво и основно, јас сум пред 20 години вработен во Управа за обезбедување. Од мене ќе слушате многу честни и поштени работи. Во Законот за внатрешни работи, во Законот за полиција и Кодексот на МВР, а во управата се изготвуваат конкретни задачи за работа за тие лица кои што треба да ги обезбедуваат личностите. Но овој човек таму што му дале
обезбедување на мажот на председателката не му следува обезбедување. Тоа да знаете по секој закон и по секој пропис. Втората работа, тие таму што биле на обезбедување, моите колеги сегашни, тоа не смееле да го работат. Излегуваат да го штитат Срđan Керим и да му наредуваат на полицајецот дека тоа е службено возило. МВР никош такво возило немало службено. Затоа јас ќе го повикам началникот на управата подхитно да се замени од таа управа, затоа што тој не ги поставил полицајците да работаат како што треба. Не му дал правци и насоки како да работат, за да не наредуваат некаде или да се представуваат лажно. Ви благодарам многу. Ви велиме, ние големо благодарам за одговорите. Продолжете да не гледате. А она што следува е секако и коментар кој што не доаѓа од Марко Поло, еве што напишал. Искрено не. Се додека политиката не ги тргне рацете од таму, ке нема место за професионалци. Денеска се примаат само со партиски книжки, доколку не извршуваш наредба од партија 99%, те заменуваат, а со менување на власта од една па друга партија, обавезно има менување и на ешалоните во сите министерства. Затоа и законите не се почитуваат, бидејќи се уште имаме недопирливи во државата. А Црвена линија и понатаму прашува има ли место во Министерството за внатрешни работи за праведни полицајци. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Праведно кај нас нема ништо праведно. Дали Молим? Ве слушаме, продолжете. Да. Дали има инспектори праведно? Случува се кај нас еве во конфекција. Во конфекција дојде инспекција, работниците што се неправилно приемани ги затворат од друга соба, напунат внатрешната било со шо и си замине. Исто е со адвокатите неправилно. Склучи договор измеѓу странката и судијата, договорат се за колку пари странката пуштат, дали е крива или не е, пуштат ја домашен притвор, па после пуштат ја да избега. Секаде ги има тие квалификации. Дали во полицијата, па и таму има, дали шумска полиција, цела Шар планина е сечена, каде е таа шумска полиција да казнува, да ги зима возилата, секаде е тоа. Тука нема јака контрола, треба фатико, земи му колата, запори го. Тоа заслужува. Од има самато полицајци што само заради парите, тоа е платеница од некои особи, како што знаеме што се плаќат, и после тие работат правилно се изрази, има кртови, точно така е, секаде се пракат, секаде тајно работат, како и некои други што се јавуваат, кажуваат дека се знаат што се случува со документи, ураците, од каде тие документи дојдат до тие лица. Тука мора да има контрола, кај нас нема контрола, не треба сите тие да се затворат лицо. Благодарам многу за одговорите, учеството во Црвена линија. Добар ден. Напомена секако за оние кои што може беве за прв пат и ќе успеат да не добијат и секако и ќе се вклучат во Црвена линија, ве молам за да не се губат секундите во однос на тоа колку добро се слушаме и квалитетот на врската. Јас ве замолувам прво она што треба да се направи е да се намали целосно тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Еве, ќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па слабо ве слушам. Ние одлично ве слушаме, продолжете. Добро, ко ме слушате одлично. Па слушајте овде. Ова е крив е министерот. Во секој случај премногу работи му се случија, а тој се вината ја префрла на некој друг. Сега скоро како беше, документи украдени. Па ете се најде некој од обезбедувањето што ги украл. Сите тие се под него. Овие луѓето што беа таму, полицајците, исто така под него. На тој полицајецот, што сакаше да, што беше со пајакот, што требаше да ја крени колата, да присуствува при кревањето на колата.
некој му јави да не ја гиба колата. Оти колата е на некој си. Значи, на некој си заштитен. Меѓутоа, под притисок на дечките што беа тука, имаше доста, значи, дечки, на кои што не му беше тој чин по волја, под притисок нивни, тој му нареди на овај со пајакот да ги стави канџите и да крени колата на платформа. Благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ве молам, намалите го тонот на телевизорот. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Дали ме слушате? Да, повелете. Да ви кажам еден пример, дека во МВР има место за добри полицајци и службеници, дека МВР го прават луѓето вработените. Тоа е многу света институција, али да ви кажам еден пример, еден мој дед, млад, психофизички многу спремен, во единицата за брза интервенција ЕБР, беше во Скопје и тамо кога нема многу места и ги распредуваат од градовите каде се. И тој држеше многу ред, многу дисциплина и нон-стоп шефовите негови му се јават: дали знаеш кого си го допрел? Знаеш чија е та жена? Знаеш чија е та шпалерка? Знаеш кој е тој? Знаеш кој е овај? И взетот се приморни да го остави единица за брза интервенција, да најде врски, да биде полицаец во гранична полиција, тамо да има работа подобро со животините, него со неговите претпоставени. Тоа се луѓето што не водат и што сакаат да ни делат тука нас ред и мир, али што стварно се многу коруптирани и работат за некого штитат. Тоа е и затоа младината не бега од сиромаштија, бега дека нема ред во нашата држава. Јас сум стар службеник пред пензија, помалу е една година, ово ви го кажувам од искуство. Големо благодарам и ве што го споделивте вашето лично искуство и на што го знаете со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Дали се на линија? Да, ве слушаме, повелете. Сега вака, министерот за внатрешни работи треба да ги разреше началникот на полицијата у Велес, тој Бране, не знам как се вика, и у Кавадаци Митко. Значи една фабрика има во Росван, Скоп Кредит. Најсовремена фабрика за правење сокови и припремање на ова храна, што е за конзервирана храна. Значи, таа е скоро демолирана. Значи, под ситло паче точки тебе да ги разрешат тие началникот на полицијата од Велес и од Кавадаци. И јавното обвинителство тука со одговорност. Значи, најсовремена фабрика за конзервирана храна... Кажете ми вака сега, дали според вас во Министерството за внатрешни работи има место за праведни полицајци? Министерството за внатрешни работи тебе овој што е пач курсовски да расчисти во собствените редови. Значи, еве, ова го кажа за таа фабрика е Скоп Кредит се вика. Значи, еве да се земат одговорност тие луѓе. И јавното министерство и началници на полиција и од Кавадаци и од Велес. Тоа треба некој да одговара. Најсовремена фабрика. Благодарам за учеството. Подсетуваме денес конкретно Црвена линија ве прашува има ли место во Министерството за внатрешни работи за праведни полицајци. Еве што напише господинот Слободан Блажевски на Фејсбук. Стојат полицајци на Пластичарска и не реагираат. Има дупла полна линија со улица Прохор Пчински од двете страни ја сечат можеби по 300 коли на ден и никако ниеден да запрат, бар да го опоменат, а за дуплата полна линија се зима и возачка.
Благодарам многу, господине Блажевски, вам за учеството преку коментар. Пишувајте. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас во Црвена линија. Има една стара поговорка, кој што ја кажува вистината, добива клоца во задникот. Кој што лаже, краде и навредува, тој се унапредува. Тоа е вистина. Тоа нема збор да не е така. Останало од старо време, а сега толку многу тоа се практикува. Знаеш ли ја на кој сум? Знаеш ли мојот татко ти дади 6.000 евра да ме примат во полиција? Метро и жилет кај нас се вика полицаец. Да дуне посилен ветер ќе го кусне. Кој полицаец е тој? Значи да се прима. Мора, боа е наше дете. Воа утре нас ќе не штити, а не колку е квалитетно. Без набања во Гевгелија, застана автобусот, слегувам, 20 огромни полицајци ме пречекуваат, ми ја зимат торбата, ме си минјаат и ми минурат такси за набања. Ги прашувам таксистот, кој се овие? Од Полска се вика тука на испомош. Си идам дома пред Стопанска банка, пречекувам 20 полицајци, му викам, Тине, добар ден, среќен и убав ден. Они ми се испулија како да ја ги ограбив или ги навредив. Која култура? Секој ми се тура кај шо требе. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија и секако за вашите одговори. Еве уште еден коментар на Миша Джони Инглиш. Еве што напишал. На прашањето има ли место во Министерството за внатрешни работи за праведни полицајци, напишал има. Секоја чест на исклучоците, но за жал тие се малцинство. Потиснати се од оние корумпираните кои што по наредба на предпоставени прегледуваат низ прсти за политичари, функционери, нивните членови на семејството, роднините, пријателите, познајниците. Се додека во Македонија има двојни аршини, нема да има правна држава. Благодарам и вам, господине Мише, за коментарот. Продолжуваме. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Голема почит и до вас. Повелете. Поздрав до сите што го носат името Благоја, Благица, Блага. Така, денес е Благовец, нека име вечно името и во името на Црвена линија. Ако не се овие теми што ги ставате, како ќе ни е интересно нас, како интересно ќе биде животот во Македонија? Сега вака ќе кажеме, во пресрет на големиот празник на Великден, овие три партии, ако сакаме да ги нема овие проблеми, вака што ги поставувате, да ги снема од ова политичка сцена. Да дојдат други луѓе, а други луѓе, аз пак ќе кажам, нека ме чујат сите што слушаат. Начинот од Словенија како се работи, ни непотизам, ни ова кола била на Керим, ова кола била на Петко или на Јанко. Само така ќе се оправиме. Иначе со овие партии, со ова начинот како се владе кај нас, овие неправди што ги има, верувајте ми, уште долго години ние ќе тупкаме во место и млади ќе си бегаат. Не од сиромаштија што рече некој, од неправди што владеат во Македонија. Затоа, еднаш викам да ги снема од ова политичка цена, да видите какво правда ќе да има, да нема селективна или она, да се знае црното е црно, белото бело. Иначе вака, како што тонеме 35 години во жив песок, уште толку ќе тонеме. Правда Калимеро, уште долго ќе лепне над Македонија. Благодарам за учеството. Има уште еден коментар на Джани Ј. Кога ќе се обелодени јавната тајна за тарифата за влез во работен однос во Министерството за внатрешни работи од 5.000 евра па нагоре, ќе станат многу работи, поесни. А доколку се отворат сите карти и да се види што се случува во оваа наша мала Македонија, верувајте дека Бугарија и Албанија ќе бидат пионерчиња по ниво на криминал и корупција. Благодарам и вам, Джани, за учеството. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете. Еве, јас не се јавам секојаш, меѓутоа кога ќе ме засетне некоја тема, баш се јавам. Значи, јас приметив една работа во последно време, дека само полицајци како мажи се казнуваат,
прават ова, прават она, кај се полицајкиве, нигде тие не прават беја демек, а валда им е. Значи, машкиве полицајци се силни, јаки, што не знаат ништо. Тоа е тоа, фактот е и друга една работа. Значи, ова влада рече дека нема да има опција према никого, дека секого ќе го казнува, не е битно од која партија, што е и како е. Ама праведно да го казни, а не човеков убаво си направи. Керим бил, па што ако е Керим? И Ѓуро ако биде, па и Ѓуро, и на Ѓуро колата ќе му ја дигнат исто како на Керим, да не нема Керим да плати таму 2000 дарки ова доле. И второ, најбитна работа што е, полицајците не требало да го обезбедуваат господинот сопруг на председателката. Тоа го пишува во законот, кој не го знае, нека го прочита законот. Поздрав за Тошковски, меѓутоа Тошковски треба да ги стави полицајците малку на еден начин на контрола, на знаење и после да ги прима и да ги распоредува на работа. Иначе, убав ден, честити име на сите и да сте ми живи и здрави. Поздрав. Благодарам. Да бидете сите секако живи и здрави. И тука остану уште овој коментари. Преминуваме со резултатите од анкетата на Инстаграм. Орце Велиновски напишал: за да бидеш полицаец, треба да си ја сакаш прво униформата. Да имаш став за полицаеца, не да ги казнуваш граѓаните, туку да им помогнеш во секој случај. А кога сме кај резултатите од анкетата, ќе ве потсетам да не заследите, да учествувате во утрешната, а на денешната интересен резултат. Дали ова порака до полицајци да баталат работа, праша црвена линија, со да одговорија 100%, додека со не одговорија 0%. Одиме со реклами. Почитувани, тука е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Благодарам на сите вас кои што активно земавте учество, а сега се префрламе унаму, каде што најчесто се прописно паркирани. Прашање до Ненад: по X години возиш, се паркираш и налетуваш на ката како полицаец. Ти пишува казна за непрописно паркирање. Како ќе реагираш, Нено? Ама кате? Не, кате нема да ми ја пише казната. Кој ќе ти ја пише? Па затоа што ми е кате. Тама работа казна да ми пише. Кате на тате, го слушаш ли ти о? Па нормално. Ката моја, кога се видиме, ке се избушкаме. Като, полицајка си, да, браво, бе, като. Казна, ма, каква казна, тој у кафана. Ја изгубив работа, ќе одам у кафана, ке пееме заедно. Па точно, па готово. Толку ти на. Толку. Од полициската кариера на Ова ти Ката. објасниме како е сега. А како треба да биде, тоа е како што го постави прашањето. Да бе, нема да се познавате ако ќе се видите. Така е, Кате, кај си, како сте во дома, леле, супер, одлично. Да, еве ти казничка фала, Кате ќе си ја платам и тоа е тоа. Да. А сега песна, Јуна. Чао, Тина. Фала, Тина.